Подобро е да се победите себе си отколку другите. Оној кој себе си се скротил секогаш ќе живее воздржано, а таквата победа никој не може да ја претвори во пораз. Неколку години потоа, што донесоа граѓанските движења? Почнаа студентите со студентскиот пленум и масовните протести, а подоцна и со шарената револуција. Дали овој масовен граѓански крик за праведно и правично општество донесе промени кон слобода и демократија? Протестите се уште се белег на една сила која обедини граѓански активисти, политички партии, неистомисленици, културни работници, професори, доктори, студенти. Граѓанското незадоволство кое се излеа на улицата стана обврска за реализирање на ветеното, но сега и во рамки на власта. Надвор и во владата. Кои се промените? Ќе дојде ли животот и за кого? Ќе останат ли печатите од шарената револуција само носталгична дамка на граѓанскиот гнев или ќе бидат мотив за конечно создавање граѓанска држава? Добре дојде во вечерашното издание на Отворено и велам на моите гости. Тоа е сега претеничката Ивана Туфекџич, инаку дел од предводниците на студентскиот пленум и студентските движења своевремено. Професорот и граѓански активист Јордан Шишовски, добра вечер и за вас во студиото на Отворено. Граѓанскиот активист Владимир Куновски, своевремено дел и од Левица, и Никола Наумовски, порано исто така дел од граѓанското движење Плоштата Слобода, сега дел од градската власт во Скопје. Пред да почнеме, сакам да видиме еден прилог за тоа што и како почна шарената револуција, а подоцна ќе се вратиме овде во студиото. Одлучив да се стави крај на оваа агонија на Република Македонија. Метафорички кажано, да се пресече јазолот, согласно сите мои уставни и законски одлуки, а преку одлука со која се извршува општ прекин на сите постапки меѓу политичарите и нивните соработници или поддржувачи од спротивставените страни. Оваа одлука на председателот Ѓорѓе Иванов да аболицира 56 политичари и нивни соработници, меѓу кои обвинети во случаите Пуч и Подкуп и во предметите кои ги отвори специјалното јавно обвинителство, на 12 април 2016 година го извади граѓанскиот гнев. Наместо крај отвори нова криза. Неколку часа откако Иванов ја соопшти одлуката, политичката криза се излеа на улиците. Група демонстранти ја нападнаа канцеларијата на председателот во центарот на градот. Потоа се упатија кон седиштето на ВМРО ДПМН, но полицијата не им дозволи да се приближат кон плоштадот ВМРО, па протестот заврши пред владата. Од следниот ден, зборно место беше старото седиште на специјалното јавно обвинителство. Овој мрак што ни го покри ВМРО, што ни го наметна на сите, што ни ја зеде слободата да мислиме, мора да престане. Секој ќе се биде одговорен за својот сторен криминал, согласно закон. И тогаш и во деновите кои следеа, Иванов тврдеше дека одлуката ја донел самостојно и без консултации со политичките партии. Случувањата во месеците кои претходеа на одлуката сепак го демантираа председателот. Уште во март 2016-та, Уставниот суд донесе одлука да укине одредби од Законот за помилување, со што му даде одврзани раце на шефот на државата за потегот кој уследи во април. Во деновите по аболицијата, представници на ВМРО ДПМН изјавија дека се фрапирани од одлуката на Иванов и бараа нејзино повлекување. Истото го сторија и функционери на СДСМ, кои се најдоа на листата. На 6 јуни председателот Иванов целосно ја повлече аболицијата, овој пат со соопштение од неговиот кабинет, во кој и натаму тврдеше дека сметаот и тоа било вистинска одлука која ќе придонесе за национално помирување. Шарената револуција несомнено беше настан која одбележа 2016 година во Македонија и по 2 години таа останува запишана како прв чекор кон промена на граѓанската свест. За познавачите, шарената револуција покажа дека власта треба да се плаши од критичката мисла на народот. Тоа Македонија ја однесе многу чекори напред во развојот на демократијата. Шарената револуција се обиде да ги постави темелите за една поинаква, нова Македонија, но дали патот дотаму ќе биде долг?
Уличен дух, моќта на протестот и злото. Ова е книга на новинарот Стив Кроушо, кој како новинар особено има пишувано за револуциите во Источна Европа, особено оние во 1989 година, значи посткомунистичките, и тој е сега меѓународен директор за застапување во Amnesty International. Сега ја издаде најновата книга во која што зборува за моќта на протестите, особено во државите кои транзитираа низ различни периоди. И Македонија имаше секако такви периоди. Еден од нив беше и тој што го доживеавме во изминатите 10 години, и на едно место во оваа книга е поместена токму дел за шарената револуција, каде што зборува за тоа со што се соочи Македонија во тој период и како шарената револуција всушност помогна во создавањето на една нова држава или во обидите за создавање на нова држава во која што повеќе нема да владее неправдата како што претходно тоа беше наведено. За книгите се разбира подоцна, оваа книга ќе може и да се види, кој сака може да ја погледне. Сега почнуваме со она што е како тема на оваа вечерашна емисија. Веднаш ќе почнеме со пратеничката Туфекџич. 2015-16 државата живееше на своевидна пролет. Надежите за системски промени беа уште тогаш големи. Главен именител за излез од таа политичка криза беше можноста да се надминат не само етничките поделби, туку поделбите и внатре по сите линии на општеството. Сега, 2-3 години подоцна, какви се процесите? Дали чувствувате дека нешто се менува во Македонија? Мислам дека тие 2 години се многу важни генерално за македонското граѓанство и за граѓаните. И сега ако погледнете дека има критики по социјалните мрежи и од граѓаните и се групираат во помали групи во поглед на тоа што сметаат дека како политика не е добро или дека е штетно, и се мобилизираат, тоа покажува дека се сменила многу граѓанската свест во тоа колку можат да влијаат кон оние кои што ги носат одлуките. Повлекувањето на одредени одлуки донесени и од владата покажува дека има реакција, односно има интеракција помеѓу граѓаните и оние кои што ги носат одлуките, нешто што не беше случај претходно. Меѓутоа, пред да го отвориме тоа прашање, мислам дека она што е најважно е дека во Република Македонија конечно се има променета свеста околу концептот на помирување. Ако сега се потсетив од пресконференцијата на тогаш на Иванов околу аболициите, тој вели тоа ќе е начин на завршување на политичката криза. И токму тие начини на завршување на кризи претходно во изминатите години, кога едни политичари си оделе од власт, при тоа со сериозни сомнежи за корупција и никогаш не биле доведени пред лицето на правдата, не доведоа до ситуација да една група на луѓе кои што беа претходно на власт веруваат дека се семоќни. И тоа е тука околу концептот на помирување во едно општество. Мислам дека ние свативме дека помирување ќе биде единствено возможно и рушење на сите бариери кои што ги спомнавте, етнички, партиски, било какви бариери, ќе биде возможно преку правдата. И тоа е многу споро, точно, се согласувам, меѓутоа тоа се процеси во кои нема реваншизам и има редовни процедури. И сега, например, може да видиме пресуда за еден поранешен премиер Никола Груевски, нешто што пред 2 години, например, не беше поимливо. Да. Така што тоа се некои измени. Да, правдата е секако еден сегмент од ова што го зборуваме, многу важен сегмент, но мислам дека е клучен. Затоа што без правдата немаме ништо друго, не можеме да постигнеме. Затоа се случија сите граѓански движења и сето она што се случуваше. Шишовски, 1 година после формирањето на владата, можеме ли да забележиме значајни промени во општеството? Промени дефинитивно има, меѓутоа не би ги оквалификувал како значајни, особено не би ги оквалификувал како оние промени за кои што се застапувавме, за кои што се боревме. Има одредени промени кои што се повеќе осуден бил поранешниот премиер, меѓутоа сегашниот премиер беше ослободен, иако ги видовме снимките дека навистина е
прилично сомнително тоа. Значи имаме еден континуитет во кој што судството ги суди, ја суди опозицијата и ја амнестира, да речеме, власт. Добро, не мора тие процеси да бидат судски процеси, да бидат главен репер на тоа, бидејќи не ги знаеме точно доказите, меѓутоа и самите суди понекогаш велат дека се додворуваат на новата влада на било кој начин. Дури мислам во еден момент и самиот премиер Заев рече судиите се однесуваат како да го смениле Стопанот. Тоа не е добро. Клучниот недостаток кој што би можело да го квалификуваме тука е дека реформите во судството комплетно крахираа. Значи значителни професори, експерти, видни експерти се откажаа од тој не се ни започнати реформите. И тоа е клучниот недостаток во овој момент. Може оваа судска пресуда да биде ваква или онаква. Меѓутоа, целото судство нас ни беше ветено, ние за тоа се застапуваме, дека целото судство треба да биде сменето. Обвинителството, ние го имаме случајот со Алмир, кој што е катастрофален случај. Такво нешто не смее да се допушти, убиец да биде ослободен затоа што е од одредена етничка припадност. Реформите во другите сегменти исто така заостануваат. И она што е најважно, што е клучно, значи една реформа се случила, друга не се случила. Она што е клучно, кое што е, да речеме, моја критика кон однесувањето на власта е што фокусот од реформите беше пренасочен на прашање кои што се за нас во овој историски момент тотално небитен. Половина година изгубивме со законот за јазици, половина година губиме со преговорите за името. Тоа се битни работи, треба да се решат. Меѓутоа, треба да се решат тогаш кога ќе има парламентарно мнозинство да го реши тоа. Тоа секогаш се поставува прашањето по кој редослед треба да оди градењето на државата. Дали прво да се решат крупните прашања за да може да продолжат реформите и сите останати процеси, или прво да ги направиме реформите, а подоцна да ги решаваме крупните прашања. Но се покажа во општеството дека не е кадарно да ги решава ситните прашања што на граѓанинот му значат живот, ако не му се решени крупните прашања, членство во НАТО или Европска унија или не знам. Крупните прашања се правна држава. Тоа е најкрупното прашање во Македонија. Бидејќи членството во НАТО не значи автоматски правна држава. Го имаме проблемот со Унгарија, го имаме проблемот со Полска, го имаме проблемот со Турција, која што е де факто диктатура повеќе. Моментално Црна Гора, исто така, мислам, во катастрофална ситуација. Тоа значи дека ако ние не го смениме поредокот на односите, ние повторно ќе имаме релапс и на авторитаризмот и на национализмот. Добро, сакавте нешто или не? Куновски, вие и самите сте дел од еден судски процес, да, своевремено го нарековте, се чувствувам како дел од Кавка процесот. Така, меѓутоа мојот процес е многу од личното искуство што може да забележите од однос на тоа што се случува во судството, кога веќе фативме тема. 4 години, прво 5 часа бевме во истражна, кај судија на предистражна постапка, која што не се случува. Имаше огромен притисок кон судијата да ја донесе пресуда, односно да ни досуди притвор, активен притвор, не домашен. И неколку пати излегуваше од својата канцеларија. Можам да кажам дека издржа на притисокот, односно направи некое компромисно решение и добивме домашен притвор. И еве тоа е судска постапка која трае, која треба да заврши за 60 дена, значи кратка судска постапка. Еве 2 години уште немаме решение. Немаме одлука од судот, нити, меѓутоа сметам дека следното тоа беше за кршењето на канцеларијата на председател во шарената револуција. Меѓутоа има многу по-големи случаи. Тука првата парола која што беше главна парола на шарената револуција беше нема правда, нема мир, и се уште сметам дека е тоа така. Бидејќи монтираните, политичките монтирани случаи, кои што се големи, мојот е дури и смешен, значи бидејќи има луѓе кои што 3 години, рекордот е 3 години, 1 месец во притвор, значи без пресуда, тие луѓе бараат правда. Значи тие не бараат пари, бидејќи нивните животи тие 3 години се уништени. За жал, после, да кажеме, тие се организирани во едно здружение, имаат така да кажам лобирање и така натаму, меѓутоа се што добија после 9-10 месеци од оваа влада
тоа беше пред овој месец, беше срамежлив заклучок на влада дека имало режим. Значи, сметам дека треба многу похрабро да се отиде во тие реформи и тие случаи да се повторно да се обноват. Еве сега по тој заклучок веќе ќе почне таа да кажеме повторување на дел од процесите со нови докази, каде што ќе се докаже дека се монтирани и според мене треба еден говор, можеби само така да обраќање кон нацијата да се направи рез со режимот претходно, бидејќи ние немаме разлика помеѓу за да почнат сите останати процеси, мора прво да се расчистат сите, као своевна илустрација на еден процес. Така, значи треба да се расчисти исто процесите, исто луѓето, да знаеме кој е тука, дали се тоа судиите, дали се бившите политичари и се уште нема. Но тоа очигледно не оди така лесно, ниту така како што на почетокот се ветуваше, ниту така како што можеби и мислеа премиерот и министрите сегашни дека тоа може да оди. Значи врзани сте со закони, со луѓе со кои што соработувате и така натаму. Не само тоа. Мора да создадете одржлив систем за да не ни се случува после тоа, затоа што видите, ова што се зборува и сега без да навлегувам во делот на правосудството, бидејќи апсолутно, мислам, ова се реални приказни и реален предизвик и проблем. И сега министерката верувам дека ќе се зафати со ова. Меѓутоа, она што е клучно е создавање на одржлив систем во кој што јас апсолутно разбирам нетрпеливоста, барањето за побрзо да се случуваат одредени работи и тоа е така и тоа е во ред. Меѓутоа мора да се создаде одржлив систем за утре, да не ни се случи, бидејќи видите, вие утре може да ви рече опозицијата при снимки со отворени врати од собрание каде што влегуваат луѓе да убиваат внатре пратеници, може ви рече како што денеска ви кажува во пресконференции дека се работи за политички монтиран процес. При тоа луѓето ги има на снимка. Значи отвараат врата за да влезат луѓе внатре. И доказите се несоборливи, очигледно во тој процес. Меѓутоа, мора да создадеме правда за овие претходно кои што беа обесправени и предмет на политички прогон. И тоа веќе се прави со нови докази, има барања за заштита на законитост и така натаму, и да им се создаде момент дека ќе им се врати правдата. Не можеме да им го вратиме времето кое што го изгубиле. Тоа е непроценливо. На човекот 3 години притвор не можеме да му вратиме. За многу од нив ќе биде многу важна. Меѓутоа можеме да им ја вратиме правдата. Односно може тоа судство може да се потруди да почне да работи по закон. Зашто една година се изгуби, а овие луѓе се уште не може да го видат тој зрак на светлина дека правдата ќе биде задоволена. Тука имаше емисија по однос на тоа прашање со експертите кои работеа во работните групи и дадоа одговори дека оди поспоро од што е замислено, затоа што се бара начин како да се изведе системски и одржливо за тие луѓе да добијат правдата, од друга страна системот да не биде предмет после тоа на злоупотреби таквото однесување. Да, добро. Наумовски, да продолжиме нистава тема додека кога веќе ја фативме, вие и како граѓански активист многу зборувавте и за системот на правда и за правдата. Се разбира како Плошта Слобода имавте и други активности, но сепак имате ли чувство дека побавно се одвиваат работите во овој сегмент отколку што тоа требаше да се случи? Па, ја прво би поправил затоа што и не се чувствувам ни многу компетентен да зборувам на темата, затоа што ниту сум правник, ниту пак Плошта Слобода се занимаваше со кривични случаи, со гонење на криминалци, корупција и така натаму. Али она што можем да ви го кажам е дека според мене правдата не изгледа толку спора колку што некои сакаат да ја представат. Иако за сите би било подобро таа да се одвива многу побрзо, сепак мораме да сватиме дека некои од процесите, особено во судството, се многу важни да се истераат сами по себе, а отпосле да се тврди да се суди дали се добро пресудени или не. Ја би сакал и дури да ви поставам во историски контекст, ние имаме случаи кога после револуции судењата завршувале многу подоцна колку што завршуваат во Македонија сега после смена на власт, не е ни смена на режим како што сега го третира уставот, она што се случи пред една година.
Ние сега имаме ситуација во која што премиерот е осуден на мала казна затвор година дена откако неговата партија се замина од власт. Да, тој беше суден и претходно пред да почне, ама тоа објаснува зашто толку брзо бил осуден. Но самата промена не може да се каже дека не е позитивна. Од друга страна, оние загрижености кои што ги укажуваат овие присутни овдека, а и вие од телевизијата дека има индикации дека и сега судството се обидува да се продаде на власта, се стварно загрижувачки и што поменуваат и така без не само без реакција на институциите, туку и на овие на јавноста. Мислам дека има дури и би ја обвинили малку и јавноста кога си дозволува да дели аплаузи на судии кои што претходно беа едни од најголемите поборници, односно одржувачи на Никола Груевски во судството. Така што прашање е дали е јавноста подобар судија за судството или тоа се правниците и стручњаците, но сепак она што ја би го укажал, повторно да кажам, како некој што не ги познава работите, е дека не е така лоша работата во однос на тоа дали барем символично сме ја истерале правдата и макар и со така небитна работа како Мерцедесот на Груевски, сме укажале дека може да се даде пример, да се осуди бивши големец. Укажувањето беше дека тоа не е главниот дел на правдата. Правдата допрва треба да дојде и да се ефектуира преку многу други судски процеси и преку отварање на оние за кои што се тврди или јавноста тврдеше, впрочем, можеби и сите вие во делот протестите дека се монтирани или политички мотивирани судски процеси. Номовски ќе прашам, опште впечатокот дека работите во општеството се движат полека. Ова е причина за ова е делот на следените состојби, неснаоѓање во тоа што го добивте, условно да речено, како владат, сега бидејќи сепак сте дел од некаква власт, или е немањето политичка волја да се направат корените промени, бидејќи можеби на некој така му одговара? Не, мислам дека апсолутно политичка волја постои да се барем во локалната власт, затоа што проблемите во локалната власт се многу по обединувачки отколку во централната, така што не може да кажете дека град Скопје нема волја да го реши проблемот со комуналниот отпад или нема волја да го реши проблемот со уличните куќиња или со водоводот, не знам, во најдалечните делови на градот. Но од друга страна има процедури кои што се можеби намерно заплеткани претходно, кои што не дозволуваат проблемите да ги решите во од, ви наметнуваат правила кои што се неспроведливи, ви наметнуваат правила за јавни набавки кои што гарантираат неквалитет и на кратнишата и ви обременуваат тоа да го работите со луѓе кои што не можете да ги изберете и после тоа очекувате со истите луѓе, со истите проблеми да најдете различно решение. Да, понекогаш стварите се менуваат со волја, но тоа се помалите ствари или па оние кои се огромни и се на врвот на политичката агенда. Таму очигледно проаѓаат и ствари кога некој ќе тропне на маса и ќе се пожртвува, односно ќе се заземе за тоа прашање. Но во однос на тоа дали можат сите работи одеднаш да се сменат, едноставно системот функционира по систем на врзани садови и не може контейнерите да се решат без дрисла, извинете, вака да ви го упростам прашањето бидејќи доаѓам од град Скопје. Но во секој случај сега после овој период, дали чувствуваме дека граѓаните се кројачи на сопствената судбина? Шишовски. Ја лично не чувствувам такво нешто. Има ослободување одредено, ги нема оние хајки кои што ги имаш. Има друг тип на хајки, но не е толку гласно и толку прљаво, да речеме. Но самата не можеме за целото општество да зборуваме, сега за сите медиуми и така натаму. Можеме да зборуваме за приоритетите на владата. Дали приоритетите на владата се решавање на клучните прашања или не. Она што можеме да го гледаме дека владата не се фокусира на клучните прашања. Да речеме, ниту во медиумите не е спроведен. Првиот закон што беше донесен, ако не грешам, или втор, трет, беше законот за пушење. Закон што е кој што беше
као сека понуден меѓу првите. Законот за пушење, кој што закон де факто што направи тој закон, им дозволи на кафанџиите да ги затворат и да ги забетонираат, да го забетонираат јавниот простор. Нешто што беше тотално непотребно. Нас ни треба ударнички закони за судство, закони или што и да е, нови политики, но ние тоа не го видовме. Состојбата со медиумите, состојбата со УБК не е решена се уште. Од кај знаеме дали не прислушкуваат? Законски можат. Ништо не е сменето, ме разбирате. Така што тоа се работи што се прилично разочарува, не спороста разочарувачка. Разочарувачки е фокусот. Што фокусот беше половина година на законот за јазици и половина година сега за законот за име, кои што се тотално неургентни. Битни се, но не се ургентни. Ургентно е судството и сите други. Бидејќи опфати закони, значи прво не е точно дека законот за заштита од пушење, односно онаа измена која што беше предложена е меѓу првите, тој беше предложен заедно со уште 6 закони, меѓу кои и оној за жолтата лента на УЈП која што ги погодуваше најмногу малите дуќанчиња, бидејќи покрај со казната стигнуваше и 30 дена затварање. Тоа е околу тој дел. Околу вториот дел, околу медиумите и следењето, односно УБК, донесен беше законот за ОТА и законот за следење на комуникации во собранието. Тоа се закони за кои што беше потребна двотретинска поддршка и од тие причини мораше со опозицијата да се преговара за да може да стигнеме до некакво решение. Беа дојдени и од експертската група на Прибе и така се изготвија тие измени во тие закони кои што се веќе стапени на сила со определени рокови за нивно спроведување и имплементација. Што се однесува до законот за медиуми, медиумите веќе добро знаат дека законот е блокиран од страна на опозицијата на Комисијата за транспорт и врски, поради тоа што опозицијата не се согласува со тоа да се промени директорот на МТВ, според тие критериуми кои што се наведени таму, и не се согласува за Агенцијата за аудио-визуелни медиумски услуги, кои што, односно незините членови, кои што во законот се предложени и да се бираат со јавна дебата и така натаму. Значи, ова се јас се согласувам кога викате дека оди споро. Некои закони одеа споро заради потребата од двотретинско мнозинство, други одеа споро за да се утврди начин како законски да се уреди и да подсетам како стигнавме до ситуација да имаме една година влада и да разговараме денеска за ова. Мораше да се случи најдолгата конститутивна седница во историја на Македонското собрание и да се случи најдраматичниот избор на председател на Македонското собрание исто така и после тоа да се случи нападот на собранието. Значи од една кулминација на политичка криза која траеше со години, стигнавме до тоа да денеска имаме една година влада и да зборуваме за закони кои што биле донесени во собранието, а се однесуваа најмногу на прислушкувањето и на делот на следењето на комуникации, од каде што патем и почна целата политичка Шишовски, криза. објективна е оценката дека Македонија влезе од една голема криза во овој процес. Затоа, повторно, проблемот е фокусот или проблемот е тоа што владата и коалицијата, поради тоа што мора да еквилибрира помеѓу многу своји коалициони партнери, па и Јамди Бајрам дури го стави во власта, едноставно не може да ги донесе оние решенија кои што се можеби најдобри. Тоа е работа на самата влада и проценка и партиска и така натаму. На крајот на криштата, ако не можат да донесат нешто, треба да распишат превремени избори. Тоа е исто во однос на блокадата. Блокадата на собранието и долгата седница, тоа си е процес кој што во светот се вика филибастер, кој што и СДС порано го правеше. Тоа е грд процес на председател на собрание. На разни други закони. И при формирано парламентарно мнозинство. Апсолутно, јас кај закони не го спорам. И така натаму. Но тоа се процеси кои што ако јавноста ги види дека се штетни за сега опозиционата партија, тогаш владеачката партија ќе си распише избори. На тој начин се решаваат тие работи. Ние постојано ќе одиме, видете, значи
Постојано ќе влегуваме во процес. Вие се сеќавате дека после конститутивната седница, на пример, после предлокалните избори, дека опозицијата постојано го блокираше собранието, меѓу другото и на разрешувањето на Марко Зврлевски, одјавен обвинител на Република Македонија, и за назначување на нов. Значи, тоа траеше постојано. И сега имате две опции. Како што вели Шишовски, да одиме нонстоп на избори и држава постојано да биде во избори, или да седнете да отворите диалог со опозицијата. Отидовме на второто. Имаше локални избори, опозицијата си ја доби од граѓаните, си го доби мислењето по однос на незиното однесување и во собранието, и надвор од него, и реториката која што ја доби. Дали ја научила грешката или не, тоа си е работа нивна внатрешна проценка. Важно е и граѓаните да следат дали ја научили или не ја научили лекцијата. Меѓутоа, ние се соочувавме со константни блокади. И на крајот од денот, за приоритетите кои што биле поставени во делот и на владење на право и на прислушкувањето, говорат и законите, меѓутоа говори и извештајот за напредок кој што го добивме од Европската Унија, во кој што вели ништо не се случува преку ноќ. Дури и таму има констатација дека не се случува преку ноќ. Значи имаме подобрување во делот на човекови слободи и права, на пример, меѓутоа тој извештај сецира што треба уште да работиме и по поглавјата се отвараат приоритетите, се разбира најмногу во поглавјето 23 и 24 кои што се однесуваат на владењето на правото. Благодарам. Едно од забелешките што постојано стигнуваа на адреса на владата беа бројните кадровски решенија кои што во владата доаѓа и тие создадува впечаток Куновски дека заев калкулира помеѓу барањата за промени и интересите на партијата. Мислите ли дека во таа кадровска политика се промени нешто? Па, за жал, патот до нормална граѓанска држава прво е на 4, според мене, 4 точки. Првата е падот на Груевски, кој веќе го имаме и тука застанавме на таа точка. Значи, сега треба да го, така да кажеме, да го размонтираме груевизмот, потоа комплетно да го рестартираме политичкиот систем, бидејќи оваа држава е ракот на оваа држава се политичките партии, а туморот, да кажеме, администрацијата. Додека тие две работи не ги решиме, не може да стигнеме до градење на нова држава. Значи, исто така страмежливо се најави дека ќе имаме една изборна единица, меѓутоа никој не го спомнува финансирањето на политичките партии. Знаеме дека од хигиеничар па до министер, хигиеничар во градинка па до министер, сите се политички функции. Значи, да отвориме фрижидер, политиката не излага од фрижидер. Значи, се почнува и завршува со политика. За да станеме нормална држава, треба на 2 до 3 години, барем еден ден да збориме за политика. Не, ние секој ден збориме за тоа. И за жал можам да заклучам дека до сега најголем дел од луѓето кои што се влезани во политика не би можеле да се квалификуваат за некое друго работно место. Во нормална држава не би се извиниле на шалтерските работници, значи не би можеле да стигнат ни за шалтерски работник. А сите се тие ни одлучуваат за севкупната наша иднина. Значи проблемот, ракот на ова општество, ќе повторам, се политичките партии. Тука лежи проблемот на ова општество. Кога ќе го решиме тоа, полека ќе ги решаваме сите работи. Значи, почнуваме од финансирањето, па да стигнеме до изборот на тие политичари, како внатре партиската демократија, па општата демократија во општеството. Сметам дека сме на првата точка, значи падот на Груевски, беше добра работа, се ослободи државата. Меѓутоа сега треба да ги изградиме и да ги ослободиме институциите. Значи ние имаме институција, болници имаме, меѓутоа не функционираат болниците. Имаме образование кое што не вади квалитет. Значи дали е тоа основно, средно или високо образование, тоа е едно од најниските во Европа. Имаме најголем бизнисмен во државата е самата држава, околу 1,5 милион евра има јавни набавки. Значи ни една друга фирма, немаме големи фирми, тие може да се избројат на една рака. И ние збориме за економија. Не може да збориме за економија се додека државата е најголемиот бизнисмен.
Добро, тоа се секако системски работи што траат во Македонија веќе 20 години, не може да се сменат за една година, па ниту за 5 години. Никој не понуди New Deal. Концептот. Па никој не понуди New Deal. Значи требаше да излезе некој да каже New Deal, ќе идеме со тоа ќе дадеше барем некаква надеж дека за 2-3 години ќе почнат работите да се средуваат. Не гледаме иницијатива, не гледаме идеја дека за 2 до 3 години ќе почне да се знаеме дека не може преку ноќ. Меѓутоа некоја идеја, темел да се постави сега, па резултатите да ги гледам, да има некаква надеж, нема никаква надеж. Значи еве се обраќаме до институциите. Еве во два примера ќе ви кажам, за извршителите се обративме директно до влада како здружение, месец дена немаме одговор. Никаков. И не е одговор. Да знаеме каде да се обратиме на друга институција. Како мало здружение, како здружение на мали семејни бизниси се обративме до град Скопје, за еве конкретно за во туристичкиот дел, пренокишта и мали хотели, 2 месеци немаме никаков одговор. Значи, и не е одговор да знаеме што да бараме. Дали работи некој таму, дали, значи, или е се во хаос. Значи, знаеме дека е во хаос. Меѓутоа, треба да имате идеја, да имате концепт како да се излечете од хаос. Не го гледаме тоа, за жал. Номовски, околу, веројатно, концептот и идеите доаѓаат преку кадровската политика. Мислите ли дека кадровската политика, која што беше предмет на бројни критики во оваа администрација, можеше и подобро и со повеќе вклучување на граѓанскиот сектор, бидејќи видовме дека партиските кадри во Македонија како такви не носат некој добробит во општеството? Мислам дека имаше бројни критики, но не беа содржајни во однос на кадровските решенија. Ја го слушнав Заев како фино се оправда на дуелот со Мицковски, кога му кажам, и спомнавте 3-14 примери, сите квалитетни, убави примери за тоа како. Ама ние сме именувале 4000 луѓе. Така што да се носат заклучоци за тие 3-14 кои што се убави, сладки примери, сјајни, кои што сите ги познаваме и ги познаваме и ја познаваме историјата и опашките и така натаму, е многу лош пристап да се доносат заклучоци. По примери не може да се носат заклучоци. Од друга страна, дури и таа критика за овие неколкумина што ја имавме, беше неверојатно злобна и се однесуваше на нивните карактеристики и познавања врз основа на социјални медиуми или медиумски настапи. Не се интересираа луѓето за нивните дипломи, за нивното претходно работно искуство, за нивните способности, за нивните планови на работното место и така натаму. Ја бев една од помалите жртви, имаше луѓе кои што сериозно настрадаа во нивниот углед, само затоа што некој не ги знаел нивните квалитети претходно. Од друга страна, не мислам дека граѓанскиот сектор по правило има поквалитетни кадри од партиите. Ги представуваме партиите дека се армии, да малку се похиерархиски воспоставени од останатите организации, но таму има луѓе кои што си имаат. Заев направи коалиција со граѓаните за да пред изборите во 2016 година, за да може да вклучи што поголем број на лепеза на луѓе и кадри во системот понатаму на функционирање на државата. После ова што се случи, дел од тие граѓани се чувствуваат изневерено. Од таму ве прашувам. Па добро, не знам како да објаснам зашто некој се чувствува. Видете ги социјалните мрежи, како да ви видете, од една страна има не можеме да се правиме слепи при очи и глуви при уши. Ами ја не можам да се правам исто така слеп и глув затоа што има луѓе кои што се незадоволни затоа што се невработени, се уште има луѓе кои што се незадоволни затоа што се вработуваат луѓе. Така што има конфликт на интереси помеѓу барем две групи на луѓе кои што сакаат и спротивни работи. Од друга страна, не е прашањето само да се вработи некој, ако не можеш да му дадеш право место и права задача да работи тоа што треба. Не е работата да го земеш овој затоа што мислиш дека е добар и да го ставиш да работи било што. Да, но во вториот случај треба да се испорашаат резултати за да можеме да бидеме задоволни од тоа што го гледаме. Ние резултатите се уште не ги гледаме онака како што очекувавме. Тоа е, извинете, ваш впечаток. Јас сум прилично задоволен од тоа како градската администрација се... Не зборев конкретно за градската, зборувам за општиот впечаток. Сега ние можеме и поединечно да почнеме да вадиме.
Меѓутоа не е темата моментално. Мислам дека сме стварно жртви на злобни социјални медиуми и коментари кои се случуваат таму и така ги носиме впечатоците, односно впечатоците дека и постои општ впечаток дека е лош. Мислам дека анкетите покажаа дека прилично добро проаѓа работата на владата. Не се покажа анкети за град Скопје, се надевам дека се некако слични бројките, но сепак не може да се каже дека постои голема разочараност. Значи концептот на заслужни граѓани доаѓа од 45-та па навака и тој треба да заврши веќе еднаш. Значи концептот на заслужни граѓани треба да не носи успех. Значи треба способни граѓани и секогаш тимот победува. Значи вие видите еден министер или не е битно градоначалник кој му е тимот. Значи така ќе дознаете дали е тој добар или квалитетен, има идеја. И главната работа беше што при формирањето и на локалната власт и на државната власт не се даде јасно значење, не се кажа дека ресурсите од сега, значи до сега ресурсите во режимот или последните 27 години ресурсите на државата се користеа добар дел и за лични потреби. Значи требаше да се направи голем јас и да се каже од сега ќе работиме за државните интереси, за јавните интереси и ресурсите ќе се користат за јавен интерес. А ние за тоа што добивме? Добивме дека добар дел од пратениците ги користат патните трошоци за добивање на уште една екстра плата, 1000 евра. Кај има тоа, значи цел живот сум во семејна фирма, значи никогаш не сум земал 1000 евра за патни трошоци колку и да сум патувал. Значи ние фамилиарно не земаме толку. А секој пратеник зема по толку. Значи иде на трошок на држава. Поради тоа не сметам дека треба концепцијски да се смени целото и тоа треба да се даде со пример. Значи и тоа лидерот го дава секогаш примерот, не а другите го следат. Тоа го немаше до сега, за жал, би требало можеби ако не да се даде повторно да го повтори тоа, да имаат сите бидејќи се уат, еве го имавме случајот со аргентинецот, така, нели? Кој што ја користеше агенцијата за туризам, ја користеше како агенција за сопствени туристички патувања. И требаше да излезе голем скандал за јавноста, значи да каже па да се смени. А што правиме за поголемите работи кои што не ги знаеме, тоа јавноста само тие ги дознае. Добро, Шишовски. Прво мислам дека не е во ред да се обвинува критиката за злоба или за љубомора. Мислам, значи дури и да си го мислиме тоа, мислам дека посебно од позиција на власт. Мислам дека генерално некои критики беа такви. Секако дека некои биле, но генерално од позиција на власт мислам дека не е во ред. Второ, во однос на самата коалиција која што спомнавте помеѓу граѓаните и за партискиот кадар, да речеме јас, иако да речеме имам негативен однос кон македонските партии, оние мејнстрим партиите генерално, повеќето, сите да не кажам. Партијата треба да креира кадри. Тоа е клучната функција на една политичка партија. Ако една партија нема кадри и нема стратегии, тогаш таа партија не треба да владее. Мислам дека клучниот проблем за мене е преминувањето на шарената револуција во коалиција партиска. Каде што луѓето од граѓанскиот сектор, кои што како граѓански сектор застапуваат одредени политики, но тоа не е политика, ние за жал немаме два збора во нашиот јазик, тие треба да си ги застапуваат тие политики. Партијата треба да си има сопствени кадри со кои што ќе креира политики и граѓанскиот сектор да има, да речеме, да се реши проблемот на финансирање на граѓанскиот сектор. Граѓанскиот сектор и активистите што беа вклучени во шарената револуција треба да имаат можности рамноправни, како и сите други, да учествуваат и да креираат политики во рамките на системот. Од многу од кадровските решенија гледаме еден вид на наградување кој што е повеќе карактеристика на политичките партии. Љубе Бошковски заради неговата партија е награден да биде советник за инвестиции. Голем број од другите активисти кои што немаат ништо друго, никаква заслуга, се наградени со тоа што им измислија работно место PR експерти. И секој стана PR експерт. И редица други советници. Значи, да не заборавиме, има луѓе што навистина вредат, да не ги именувам еден, навистина вредат од граѓанскиот сектор и од
шарената револуција. Меѓутоа, генерално се создаде една слика заради мнозинството од случаевите дека тие луѓе беа наградени и дури се употребува и често изразот ухлебени, со што се создаде една перцепција во јавноста дека излагањето во јавност, излагањето изнесувањето на револт ќе биде наградено од одредена власт. Сега ова за наредната понатаму и се создава еден вид на цинизам и разочарување со што целиот граѓански сектор беше на некој начин депримиран, вовлечен, паднат и ни треба многу долго време за тој повторно тој граѓански дух да се разбуди и повторно да се бориме против цинизмот. Не знам како ќе се бориме. Наумовски, чувствувате ли дека на ваков начин беа наградени дел од луѓето што учествуваа во шарената револуција или не го делите тоа мислење? Повторно, кога мешаме два различни типови на луѓе, добиваме и носиме заклучоци за двата случаи, тогаш не е вред. Се споредуваат Љубе Бошковски, кој што очигледно има политички заслуги, за тоа е поставен како советник на Заев, заедно со, како што вика Јордан, се не знам да цитирам разни, кој што немал работа, станал пиар експерт. Убаво се сеќавам кога овие муабети почна некаде на почетокот на владењето на СДСМ, луѓето повторно, затоа кажувам, злобно кажуваат дека било кој стана пиар експерт, еден новинар зема да ги пребројува колку се, па да ги дозна дека се 114, па ги нарекува после дека се пиарчи, дека арчат пари на граѓаните, и потоа зема да им ги собира CV-ата и се види дека секој во своето CV си има некаква компетенција за тоа што го работи денеска, односно тогаш. И сега, ние врз основа на тоа ги споредуваме Љубе Бошковски со оваа група на млади луѓе и тврдиме дека тоа е се работи за некомпетентност, па уште го викаме тоа дека е некакво наградување за претходни заслуги, па тоа раѓа кај луѓето цинизам. Јас мислам дека цинизмот напротив ќе се родеше ако не беше никој од луѓето кои што беа на улица и кои што не припаѓаа претходно на партија, не учествува во носењето на одлуките и во нивното спроведување. Јас мислам дека тогаш ќе се родеше цинизмот и разочараноста кај граѓаните. Затоа што на крајот на краштата не треба и да го замислуваме политичкиот систем така поделен, каде што партиите ќе имаат зидови со невладините организации и нема да можат да се пременуваат низ време и низ простор. Низ тој зид. Затоа што и во секаде во светот постојат невладени организации и личности од невладени организации кои што го преминуваат тој зид и се враќаат назад зависно од своите или од државничките потреби или градските потреби. Тоа е точно, значи има премин, но има премини од граѓански сектор во власт и обратно. Меѓутоа има добри премини, има лоши премини. Да речеме, ќе дадам добар пример. Да речеме, министерката Мила Царовска, порано беше врвна експертка во својата област, во ХЕРА работеше. Она првен си даде оставка во ХЕРА, влезе во партија работеше во работни групи и така натаму, и како партијски активист во рамки на партијата, како партијски кадар, си доби министерско место заслужено според на избори беше и така натаму. Според партиската хиерархија. Зашто да мора да има таква иницијација од неколку години, каде што она мора да ги помине партиските филтри, за да после тоа стане некој министер. Зошто мора да биде? Зашто да не може да биде изваден од некоја друга група на луѓе? Зависи од искуството. Па тоа сакам да кажам, затоа што се одвоени случаи, не може да кажеме дека мора, ако веќе го преминуваат зидот помеѓу партијата и цивилното општество, дека мора да помине иницијација партиска. Но во јавноста изгледа дека тоа е наградено, бидејќи она е наградена со таа за својата работа за партијата. Испаѓа дека граѓаните што од граѓанските активисти што дошле преку партија на власт се наградени од партијата. Така испаѓа, така изгледа. Не велам дека е така. За многу случаи не е, можеби и за повеќето не е. Но од надвор така изгледа. Дека сите овие кадри се наградени за придонесување кон партијата. Туфекџич го отвори Шишовски прашањето или Куновски, не сеќавам точно, и околу она што се случува во парламентот со тие веќе фамозни пари за патни трошоци на пратениците. СДСМ толку многу ги критикуваше патните трошоци, дури се правеа и вицови
и шеги, дури имаме и случај еден на СЕО кој што го води за една бивша пратеничка. И сега наеднаш гледаме пратениците на СДСМ се први во редовите кога треба да се ги земат парите. Разговарате ли вие воопшто како пратеничка група таму да седнете и да речете луѓе што правиме ние, каков печаток оставаме во јавност? Разговараме, да, и од тие причини се поднесе закон од пратеничката група на СДСМ во поглед на патните трошоци во делот на намалување на процентот на пресметка на горивото. Мислите дека тоа е доволно што сте го направиле со тие 10-20%? Во начините околу, бидејќи најголемиот проблем во патните трошоци е злоупотребата. Апсолутно. И тоа беше предложено да се носат слипови од кредитни картички, бидејќи е многу потешко да се прави злоупотреба од картичка отколку во кеш, бидејќи имаме и еден случај на СЈО како е тоа правено. И се разговара околу тоа. Имаше работна група од Комисијата за политички систем формирана од сите политички партии. Последно што го дознав пред некој ден беше дека имаат изготвено решенија, односно три модели, и дека ќе се забрза, ние инсистираме да се забрза процесот на донесување на законското решение. Најголемиот предизвик во сите овие сегменти, бидејќи ова се закони не само за пратеници и генерално избрани и именувани лица, во двата закони се врши интервенција, се однесува во погледот на злоупотребите, односно системско спречување на злоупотреби. Се разбира, не може да постои совршен... Ова сега се зборува како законско решение, тоа со картиците помена. Во законско решение, во два закони се интервенира, во законот вашите пратеници кои што патуваат секојдневно или сакаат да мислат дека патуваат? За тоа се разговараше и во парламентот, и за тоа се формираше работна група. Добро, законот помина на прво читање. Јас мислам дека треба да го гласаат, не само како реакција од поглед на јавноста, туку и како еден пример за тоа како функционерите можат да се однесуваат, за да се даде пример и на други, и веќе ваши колеги го отвараат тоа прашање околу други избрани именувани лица во поглед на директори, управни, надзорни и така натаму, каде што мора да се најде начин како тоа да се спречи, и веќе се работи. Значи, ова е првиот чекор, тоа е од собранието, односно од пратениците, меѓутоа ќе се отвараат и други прашања во поглед на... До кога очекувате ова да се донесе? Ние притискаме да биде најскоро можно. Кој вие, кога ќе решите вие? Пратеничката група на СДСМ, така што верувам дека ќе биде во скоро време. За жал, пратениците заборавија дека да бидеш пратеник е чест, а не привилегија. Значи не треба закон за да се регулира патните трошоци. Значи треба само си чесен и да сакаш својата држава. Значи патриотизмот не се докажува или со одење на митинзи или со изјави, значи се докажува колку ти ќе заштедиш на сопствената држава и нема да, значи ќе има буџетот ќе го оставиш за други поприоритетни работи. А кај нас луѓето кои што се наши избраници, значи тие практично легално, во наводници легално не крадат, и поради тоа се уште тврдам дека оваа држава треба да се ослободи од ракот, тоа се политичките партии, односно тие да станат тие се уште на државно буџетирање, значи земаат огромни пари по разни основи, и сега плюс и како пратеници, да не збориме и за политички врзани од криминал, за тендери и така натаму. Значи политиката ни е влезана секаде. Меѓутоа не треба закон за тоа, треба само си морален. Јас барем така мислам. Значи, приватниот бизнис не е регулиран за тоа. Значи, секој сака да ги намали трошоците. Зошто пратениците сакаат да ги зголемат трошоците? Тоа не ми е јасно. Мислам, вака... Видете, ние може да дискутираме за морал и за етика и така натаму. Меѓутоа, реално, нештото се регулира со закон. И тоа, оди спречување на злоупотреба се прави со закон. Сега јас дали претходно колешката за која што има отворено истрага, значи видете се, има отворено истрага. Значи го прекршила и законот. И сега ние викаме, ама да биле морални, значи мора да има закон каде што ќе имаме спречување на злоупотреби. Бидејќи од злоупотреби државата, што викате, буџетот
треба да има повеќе пари за приоритетни работи, се согласувам, и буџетот до сега е, односно од претходно е оштетен поради злоупотреби, а не поради тоа што работеле по закон. Не се работи, значи, затоа викам, во законите се барат начини како да се спречува системска злоупотреба. И не е доволно, затоа што законот ќе го донесеме во собрание. Меѓутоа, она што ќе биде клучно е антикорупцијска комисија. И сите тие комисии кои што ги формира собранието, а кои што антикорупционерите и си поднесоа оставки поради правење на злоупотреби кои што требале тие да ги санкционираат, да ги спречат. И тука доаѓаме системот и општеството кое што го е наследено е такво какво што е затоа што не постои системна спрега и кочница. Затоа што немаме ние институции кои што од другата страна ќе кочат и ќе држат на контрола на функционерите и на сите, впрочем, како граѓани, во делот на злоупотребите на буџетските средства. И единствено ги имавме извештаите и ги имаме се уште извештаите на Државниот завод за ревизија, кои што не се разгледуваат веќе во собрание поради иницијатива од 2008 на ВМРО-ДПМН. Заради тоа што почнале да им сметаат. Така што тоа е еден цел систем кој што ќе мора да се постави за да не зависи од личности, туку да зависи од тоа како е поставен системот. Може би треба и како до 91-а пратеник не е платена функција, значи се добиваат само дневници и трошоци. Тоа е предмет на дебата која што може да треба да се отвори. Мислам дека моралот е сепак клучен фактор во политиката, бидејќи ако имаме неморални политичари, тоаш каков сакаме закон да имаме, они ќе го, ако они се тие кои што ќе го прекршат. Значи, луѓето што имаат најмногу моќ, тие прекршуваат. Џебџиите не прекршуваат закон. Прекршува оној што граба милиони. Сега, за морални престапи постои морална одговорност. И во политиката е од ДИК, луѓето си поднесоа не од морална одговорност, од што беа притиснати од јавност. Една морално одговорна партија или коалиција треба да си ги стисне своите пратеници кои што се фатени, на дело беа фатени, по име и презиме ги знаеме. Неколку луѓе се, повеќето се од СДС и треба да побара нивна оставка. Прв беше фатен Курто Дујдеш, ако се сеќавате, кој им ветуваше на луѓето на видеоснимки. Ајде со како се со членските книжки. Понатаму така натаму Тунтев и да не ги набројуваме сега. Беа фатени на живот, треба да си поднесат оставка. Законскиот дел треба, но ако ние се фокусираме само на законскиот дел, нема кој да ги спроведува законите. Ма не е така. Не е така. Значи, вие мислам дека и претходно сме имале оваа дебата, не е дека сме немале и многу порано. Значи, јас не сметам дека системот треба да зависи, да, моралот и етиката се една многу важна компонента кај сите и во секоја работа. Најмногу во јавната функција, меѓутоа во секоја работа, во целокупното живење. Меѓутоа, ние, она што треба да го разговараме е внесувањето на моралот во системот каде што треба да се спречат, односно во законите каде што треба да се спречат злоупотреби. Сега во законот ви стои за патните трошици и ако пресметате, за ова што велите фатени се дека украле, стои 30% од горивото. И сега ако направите пресметка, вистина ви излегува 1000 евра месечно. Што се согласуваме и ние сите дека е премногу. И затоа се поднесува измена која што тоа е закон кој што не е менуван откако е донесен и останате така како што го донеле и никој немал интерес до сега да го промени. Зошто, како, тоа е... Дали може да ги благодарат, може да ги донираат тие пари? Затоа викам, меѓутоа, ние треба да зборуваме за морал во законите, каде што ќе има систем кој што не само што ќе, бидејќи видите се злоупотреба, не е веќе неморал. Злоупотреба е криминал. И тоа е... Тука станува збор за злоупотреба која може да се види од авион, што се вели, но очигледно дека ниту законодавецот, ниту извршната не сака да го промени законот и да ја спречи да злоупотреба. Тоа може многу лесно да се реши доколку се сака да се спречи. Неморал е, да, меѓутоа меѓу другото е кривично дело. И затоа треба да се постои систем на институции кои ќе се грижат за таквите кривични дела да бидат санкционирани. Постои обвинителство, постои МВР. Да, постои антикорупцијска која го правела истото.
И за тоа си поднела оставка. Истото за кое што има отворено истрага за една пратеничка поранешна, истото е антикорупцијска во внатрешен ревизорски извештај кој што не го даваше. Добро, благодарам. Во 24 отворено дебатираме со поранешните граѓански активисти, некои велат соборци, заедно учествуваа во делот движењата кои што претходеа на смената на власта. Тука им давам збор на студентите од правниот факултет во Скопје, се разбира со прашања за нашите панелисти. Повелете. Добра вечер. Јас сум Цетковски Никола, студент на политички студии. Шарената револуција се представуваше како непартиско движење, со правдата и правната држава како главна цел, и покрај ова скоро сите истакнати членови станаа дел од извршната и законодавната власт, и никој не го искоментира скандалозното ослободување од вина на Зоран Заев во случајот подкуп. Како вие ги коментирате ваквите случувања и зошто сега нема правда, но има мир? Ви благодарам. Мислам дека се уште нема мир. Еве сум веќе од ноември собираме потписи за промена на законот за извршители. Значи секој режим си има джелат. Тоа претходниот режим джелатите беа Сваровски судиите кои што беа за избраните граѓани, а за обичните граѓани тоа беа извршителите. Условно има на улица сме, подолг период, еве сега имаме некој застој, бидејќи ги на 1 или на 2 мај ги поднесовме барањата до владата. Сакаме тоа институционално да го решиме. Меѓутоа, доколку не се реши тоа, ние ќе излеземе повторно на улица. Значи, збориме конкретно за тој закон. Не би го коментирал ослободувањето на Зоран Заев од судското гонење, бидејќи јас сум исто имам процес, така да не би можел да кажам, бидејќи испреплетени се таму судските, судството е комплетно испреплетено, значи има големи влијанија врз судот, кој што не би требало, не е независно, и тоа не е независно од 92 година, 93-та па навака. И тука мислам дека така и го почнавме разговорот вечерва, мислам дека правдата треба да биде за сите иста. И во секоја игра, во животот е најбитно да имаш правила. Кога не се почитуваат правилата, тогаш и нема да победи најдобриот, нели? Нема да најдобриот да отиде напред. Сметам дека тука лежи проблемот на решавање на станување на оваа нормална држава. Фала и на прашањето. Многу се радувам, Никола, што си тука и што прашуваш баш за правда. Бидејќи се сеќавам на една епизода на правниот факултет кога тебе те изнесуваа со кутијата од тие студентски избори на кои ние бевме 2 пати нападнати, еднаш од твоите сопартици и колеги, а вториот пат од специјалната полициска единица ЕБР. И при тоа имаме и кривична пријава од Хелсиншкиот комитет за тоа кое што се уште стои во јавното обвинителство, така што за нас уште нема правда, нема мир, бидејќи не сме добиле правда за прекомерна полициска сила и вашето брутално и насилничко однесување. А што се однесува до шарената револуција и колку била непартиска и дали била непартиска, сите граѓани на оваа држава имаат право да аплицираат и да бидат на работни места за кои што се квалификувани и соодветни. При недостаток на човечки капацитет, меѓу другото, мислам дека местото на луѓето кои што се пронаоѓаат внатре во дали како советници така натаму на места кои што се соодветни за нив, не е за мене спорно. Сум имала дилема околу тоа што и претходно го зборуваа и Јордан и Никола по поглед на преминот и како тоа оди и тие работи, меѓутоа мислам дека тоа не го убива граѓанскиот активизам, што е многу важно. Што се однесува до ослободувањето на премиерот Зоран Заев, очигледно тој уште на самиот почеток при објавувањето на бомбите кажа дека тоа е монтиран политички процес, што за таа претходна гарнитура која што владееше апсолутно не ме чуди. Очигледно дека адвокатите и обвинителот на крај го преквалификува, ако не се лажам, делото и судството ја донеле
пресудата која што, односно ослободителна пресуда која што сметале дека треба да ја донесат. Јас немам увид во докази, никој од нас тука нема, така што верувам дека тоа е пресуда која што била донесена по слободно судско убедување и дека е тоа така, дека тој процес беше политички монтиран. Добро. Никола? Добро. Добро вечер, јас сум Руфа Демиров, студент исто така на политички студии на Јустинијан I и прашањето ми е во насока повторно на партизирањето на граѓанските движења. Дали целосно тие граѓански движења се партизирани, дали се иницирани од политичките партии или пак можеме да зборуваме дека променета е јавната свест кај граѓаните и дека можеби под влијание на глобалното цивилно општество полека се менува и политичката култура кај нас? За кого е наменето? За кого? Ајде, можеме од Никола да... Можам да кажам дека примерите во шарената револуција, вклучувајќи и организациите кои што и предходеа, кои што ја водеа борбата по други прашања во претходните години, за ниту една од нив не сметам дека е формирана од политичка партија или дека е формирана под влијание на политичка партија. Да, понекогаш постоеле симпатии кон политички партии и тоа не биле причини за расправи долгочасовни и за поделби и за раскинувања и така натаму, но во никогаш не би рекол дека некои од мотивите биле политичката партија. Од тука се создаде еден чуден случај на левица, каде што беше глупаво да се вика ние не сме партија, кога левица стана партија. Затоа и кажувам дека тие премени помеѓу зидот на политичката партија и граѓанскиот сектор се флуидни и не треба да постојат така стриктно. Но дури кога левица беше формирана, никој не, односно мал број велеа дека е формирана од политички противници или политички партии и така натаму. Така што да одговорам на прашањето, апсолутно не мислам дека се формирани, но често нивните ставови се испреплетуваат по различни прашања и ние и во плоштад Слобода сме соработувале не само со СДСМ и со другите тогашни опозицијски партии, барајќи начини како одредено прашање да го избуткаме во заеднички интерес. И јас мислам дека тоа е сосем легитимно, дури и кога соработуваш со луѓе кои што не се согласуваш по секое прашање со нив, но ако по тоа прашање или по таа група на прашања се согласуваш, тогаш мислам дека соработката е сосем легитимна. Само една мала Повеле? Само мала интервенција за да не бидејќи гледам пак се враќа тоа. Партизирањето, членовите на политичките партии, ние ова сме го имали во пленумот како дебати, меѓутоа и тогаш се наметнуваше како една наша јавна теза. Значи, членовите на политичките партии се под еднакво граѓани на оваа држава имаат апсолутно право да бидат дел од било кое движење кое што се појавува. И тоа не е ништо спорно, тоа не значи никаква спрега помеѓу движење и политичка партија. Апсолутно може членовите на политичката партија во тој даден момент да се согласуваат со политиката на одредено движење кое што се појавило и било иницирано од 5, 10, 15 луѓе, не е важно дали биле симпатизери на политичка партија или не биле воопшто членови на политичка партија. Така што мислам дека тука треба повторно да се вратиме назад пред 2 години и повторно да ја направиме дистинкцијата помеѓу партија и политика со тоа што партијата е група која што има желба да дојде на власт и тоа бидејќи политички науки сте во дефиниција стои, а вториот момент е околу тоа дека членовите на политичката партија апсолутно имаат право да бидат дел од било кое граѓанско движење, граѓански сектор, ако сакате, и така натаму со политики со кои што се согласуваат. Сите движења кои што се формира изминатиот период беа на некој начин, преска споменав, меѓу чеканот и наковалната. Чеканот на властта и наковалната на опозицијата. Опозицијата, тогашна, сегашна власт, со години не успеа да изгради кохерентна политика, тоа е моје мислење, можда не се согласуваме, не успеваше електорално да изгради кохерентна политика, кохерентна порака политичка и се обидуваше на некој начин да ги придобие тие движења, да ги придобие луѓето од движењата.
дали имаше инфилтрација на, нели, како што некој би рекол, инфилтрација на партиски кадри во движењата, или самите луѓе биле по блиски кон одредена партија или така натаму. Она што е видливо е дека сите оние што беа блиски кон партијата, сега на власт, си добија позиции. Тоа е, да речем, многу видливо. И сега, од одредена перспектива ќе се каже, можеби биле наградени за нешто. Постои дилемата и затоа постои цинизмот во граѓанското општество и постои еден вид на разочараност, еден вид на недоверба кон граѓанските движења. Во однос на левица, јас би го спомнал тоа како позитивен пример. Луѓето си се бореа, додека си се бореа како граѓански активисти, решија да прават партија, излегоа на ачик на избори, за малку ќе влезе во парламент. Луѓето се излегоа на избори, понудија програма какви што понудија, понудија кадар каков што понудија, добија одреден број на гласови, поинаку можеби ќе добија нешто друго, не успеа, да успеа ќе си влезе во парламент. И тоа е начинот на кој што се... Пример е во секој случај и во случај на политичка историја на Македонија, не го велам тоа, не го кажувам дека примерот на транзиција од активизам политички во политичка партија е нешто што го видовме и во декларативна смисла со активистите на левица кои што беа делови, не сум сигурен дали се формираше пред или после шарена револуција, не е ни важно. Ама се случи и да, се согласувам, позитивен пример е тоа. Тоа е позитивен пример. Од друга страна имаме една партија која што има партиска структура и практично одредени граѓански движења ја искористија на дури од гледна точка на самата партија, може да се каже дека луѓе кои што не биле членови на партија одеднаш добиваат позиција на некој начин со право. Партијата си има своја историја, свое градење на одредени политики на одредена цинизмот можеби ќе беше поголем да не се случеше тоа и да луѓето останаа незадоволни, да имаме да завршиме само со партиски кадри кои што не сме ги виделе очите ниту на улица, ниту на телевизија, ниту било каде, а сепак да завршиме со... Само левица не зборува за левица? Значи, би дополнил, значи, за се треба идеја, луѓе и пари. За жал, или за можеби тоа е добро, идеите и луѓето се во граѓанскиот сектор, а парите се во партиите. Значи, така да и тука треба да се смени, значи тоа го велам бидејќи гледам дека просторот е окупиран полого, значи 23 години е окупирано две доминантни политички партии и кои што последно време влегуваат само во коалиции, може да се влезе таму. Значи мора комплетно промена на политичкиот систем пред се на една изборна единица, да може и отворени листи, за да можат и граѓански активисти независни да влезат таму, бидејќи собранието треба да биде одлика на народ. Значи треба секакви структури да влезат и по пол, и по возраст, и по образование треба да влезат во собранието за да граѓаните бидат соодветно представени во собранието. Добро, благодарам, повелете. Добро вечер, јас сум Јоана Тренеска, студент на правниот факултет Јустинијан I. Моето прашање е до претеничката Туфекџич со оглед на тоа што бевте дел од студентскиот пленум и протести и дали гледате суштинска промена во високото образование откако се смени власта? Мислам дека тука е најголемото помрднување, а тоа е донесувањето на законот за високо образование, комплетно нов закон за високо образование, кој што беше работен во работна група со професорите, со студентите, со сите универзитети и со представници од сите универзитети. Мислам дека тој закон е одличен темел и од кој што може да почнеме во високото образование. Има во делот на студентското организирање ќе биде потребна пред се ваш ангажман како студенти на самите факултети за да тоа се спроведе. Во делот на демократизирање на тоа студентско организирање и дисперзија на моќта кај факултетите наместо кај универзитетите и во делот на гарантираната враќањето на автономијата на универзитетот. Мислам дека тие промени ќе се видат сега, бидејќи тој закон се донесе скоро, е стапен веќе на сила и верувам дека откако
ќе се имплементира, дека ќе се видат многу промени, особено во делот на студентското организирање. Добро, благодарам. Тука сакам да ги погледнеме поентите на вечерашната емисија. Фокусот од реформите беше пренасочен на прашање кои што се за нас во овој историски момент тотално небитен. Половина година изгубивме со законот за јазици, половина година губиме со преговорите за името. Тоа се битни работи, треба да се решат. Меѓутоа, треба да се решат тогаш кога ќе има парламентарно мнозинство да го реши тоа. Една кулминација на политичка криза која траеше со години, стигнавме до тоа да денеска имаме една година влада и да зборуваме за закони кои што биле донесени во собранието, а се однесуваа најмногу на прислушкувањето и на делот на следењето на комуникација. Сега треба да го така да кажеме, да го размонтираме груевизмот, потоа комплетно да го рестартираме политичкиот систем, бидејќи оваа држава е ракот на оваа држава се политичките партии, а туморот, да кажеме, администрацијата. Додека тие две работи не ги решиме, не може да стигнеме до градење на нова држава. Мислам дека сме стварно жртви на злобни социјални медиуми и коментари кои што се случуваат таму и така ги носиме впечатоците, односно впечатоците дека и постои општ впечаток дека е лош. Мислам дека анкетите покажаа дека прилично добро проаѓа работата на владата. Граѓанските движења и политиката беше тема на вечерашното издание на 24 отворено. Почитувани панелисти, ви благодарам што бевте дел од нашата емисија. Студенти, почитувани, ви благодарам и на вас што бевте активни како и секогаш. Останете со телевизија 24, следуваат најновите вести.